И второто прашање е до директорот на ЈП Водовод. Почитуван директор, ние сме во јавното предпријатие во блокада. Од последната блокада, дали имаме сознание до вчера или колку до сега колку средства се повлечени од сметката на јавното предпријатие и дали овој проблем ќе се реши до крајот на оваа година. И благодарам. Што се однесува до второто прашање, сакам само да ви кажам, заради информација пред да даде директорот одговор, дека блокадите ќе бидат уште пожестоки и поотворени на период, бидејќи ова е перпетум мобиле, ова е една игра безконечна, секојдневно врз основа на енормно зголемена цена на сирова вода, догод рапидно и драстично се зголемува. Тоа е единствен пример во Република Македонија и како подсетување и вашето сознание за да се бидете чисти пред себе. Биле плаќа 0,8 денари кубик вода, ние плаќаме 5,2 денари. За тоа спокојно. Ви благодарам, повелете директора. Почитувам градоначалник, почитувам председател на СОЕ, почитувани съветници, представници на медиуми и локална администрация. Во врска со прашањето на съветникот кој инако работам во ЈП Водовод и со кого што имаме редовни средби на кои што разговараме за ситуацијата во Водовод, заедно со сите останати съветници. Значи, во интерес на информација да сите вас. Првата блокада од страна на Водостопанство Кумановско-Битолски регион со износ од 10 милиони 200 хиляди денари е исплатена минатиот месец. Моментално ЈП Водовод исплаќа втора блокада, исто према Кумановско-Ликовски регион, која што блокада, за разлика од општина Куманова која што работи со нужни средства, е без нужни средства. Сакам да искористам ова прилика да го прочитам член 211 од Закон за извршување, кој што вели, цитирам: врз предмети и право на Република Македонија и незините органи, единиците на локалната самоуправа и јавните предпријатија не може да се спроведе извршување на наплата на парични поверувања доколку тие се неопходни за вршење на нивната дејност, односно задача. Во случајот со ЈП Водовод, член 211 од Закон за извршување не важи. Судска одлука не се коментира, не се толкува. Јас како правник апсолутно почитувам секоја судска одлука, но во овој случај дефинитивно е направен преседан во македонското судство и тоа преседан кој очигледно станува реалност кога е во прашање општина Куманово. Понатаму, чисто како информација која што веќе ја знаете, едноставно делимично ја знаете, за да бидат запознати сите советници. Од први овој месец, кога стапи на сила ова блокада, во секојдневен контакт сме со градоначалникот, а на 3 дена имаме редовни брифинзи за моменталната ситуација во ЈП Водовод. Формиран е мини кризен штаб, во кој што членуваат градоначалникот, председателот на СОЕ Максим Димитриевски и Оливер Спасовски, кои што на неделно ниво разговараме за моменталната ситуација, каде што членовите на овој штаб ги користат своји лични познанства, собствен авторитет и дигнитет во правец на обезбедување на приватна здравствена организација која што во овој период ќе им излезе во пресред на вработените во ЈП Водовод, за не да може да се случи некој проблем, бидејќи поради оваа блокада сите средства од сметка на ЈП Водовод се префрлат на сметка на Водостопанство Кумановски-Ликовски регион, вработените. Нема, значи, картончиња за лечење, така да мора овој проблем да го решаваме на тој начин. Исто така, се вршат интензивни преговори со сите добавувачи на химикали на делови потребни на ЈП Водовод за непречено функционирање на водоснабдување на градот со вода. Би сакал да искористам ова прилика во свое име, во име на вработените во ЈП Водовод и на сите граѓани на Куманово,
да се заблагодарам на поедини членови на Советот на општина Куманово од Коалицијата за подобра Македонија, кои се јавија и го понудија комплетниот собствен ангажман за помош на ЕП Водовод за избегување до оваа ситуација. Значи, блокадата со сите напори што ги правиме ќе биде исплатена овој месец. Но за ваше подсетување и ова исто го знаете. Кога дојде во блокада од водостопанство во ликвидација. Значи, не од водостопанство кое што е актуелно, не од водостопанство ликвидација. Кое што уште толку ќе ја усложни тешката и комплексна ситуација во која што моментално се наоѓа. Со заеднички напори се надевам дека ќе успееме да излеземе во оваа ситуација. Но бидејќи на сите интересот на граѓанинот ние предци и нација како што се изразуваме, јас ќе замолам за ангажман на сите членови на Советот за надминување на оваа ситуација. Благодарам.